3 возила настрадаа, неколку мигранти повредени, уништени столбови за инфраструктура. Ова е епилогот од сообраќајката што се случи точно напладне во Струмица, кога комбе со кочански регистарски ознаки, полно со мигранти со силна брзина се движело по улицата Младинска, каде што изгубило контрола и удрило во возилата. Очевидци тврдат дека се случило на брзина и виделе дека има повредени мигранти, а дел од нив избегале. Сметаат дека во комбето имало најмалку 50 на мигранти. Значи комбето возеше едно 102-30. Оттам и дајќи ударе од тук, од тротоар. Од тротоара удава, тумбарката го подига и удара директно во лавта и подберува 3-4 коли надоле. Късмечо немаше некој вонка. Иначе страшно ке беше. Само видееме голем удар, справа додека излеземе, веќе колата едно 20 метра 30 влечена црвена кола. И тоа беше се сокршно. Имигранти избегаја нагоре, може 50 души. Толку. Страшно ли беше? Страшно. Страшно, тоа не се гледаше. Од полицијата која што излезе на терен информира дека се работи на целосно комплетирање на случајот. Против возачот ќе биде поднесена соодветна пријава, а се работи на лоцирање на сите избегани мигранти од комбето. Ова е втора сообраќајна несреќа што се случи за непол месец овде во Струмица со возила кои што превезуваат мигранти. Последниот инцидент се случи на улицата Младинска, каде што комбе со кочански регистарски ознаки удри во 3 паркирани возила на улицата Младинска. Има и повредени. Мигранти се откриени на патниот правец Богданци Гевгелија. Синоќа пред полнок припадниците на регионалниот центар за гранични работи југ од Гевгелија во камион со полуприколка откри 211 мигранти. Биле превезувани во тешко моторно возило марка ДАВ со скопски регистарски таблици, додека полуприколката со струмички, управувано од 27 годишно лице од Скопје. 159 од нив биле од Бангладеш, а 52 од Пакистан. Возачот на камионот е лишен од слобода.